вечер, почитувани гледачи. Вие гледате За или против. Јас сум Анастасија Илиевска, а мој вечерашен гостин е Наум Стоилковски, портпарол на ВМРО ДПМН. Добра вечер. Добра вечер, Анастасија. Добра вечер за сите гледачи. Се прослави Илинден и во Македонија тука кај нас, меѓутоа и во соседна Бугарија. Оно што може да кажеме дека беше заедничко и во двете чествувања е дека не се спомна Македонија, зборот Македонија, или ако тоа го пренесеме во одредени изјави кои што ги дадоа и таму и тука, тоа би звучало вака. Премиерот на Бугарија кажа дека идејата за демократска република во која турците, евреите и бугарите ќе се еднакви била жива. Воопшто не спомна ни М од македонци. Радев пак кажа дека денес тоа восстание има важно место и во односите со Македонија и од нас ќе зависело дали ќе води кон зближување врз база на историската вистина или ако тоа го пренесеме во она што актуелно се случува на политичката сцена, ќе претпоставиме дека тоа историската вистина потргна на Бугарија. За да бидат работите и понатаму, да може да ги и искоментираме, е и честитката која што председателот на Бугарија и упати кон председателот на Република Македонија, во кој што Илинденското восстание го нарече Илинденско преображенско восстание. Оно што се случи кај нас, во говорите што се слушна, исто така не беше спомната Македонија, и оно што беше исто така уште една работа која што може да се забележи е дека се промени локацијата. Односно, наместо да се чествува пред споменикот на Аснон во Жена парк, се чествуваше на Калето. Меѓутоа, тоа е друга тема. Би сакала да се осврнеме на говорите кои што беа упатени тука кај нас и во Бугарија. Многу ми е жал што една ваква дебатна емисија со особено едно име, еден наслов кој што предизвикува за или против. Јас и вечерва не можам да ги вкрстам ставовите со, да речеме, Дарко Каевски или Богданка Кузевска или било кој од владата, нивниот PR центар или PR центарот на СДС или на ДУИ, каде што на вистина би се видела вистината околу овие прашања, склоп на прашања кои што ми ги... Да, и навистина и нас како емисија ни е многу жал и... Ми ги постави и сега од една дебатна емисија ќе излезе ова едно како интервју во кое што јас ќе треба да ги толкувам и анализирам потезите на една власт која што понатаму ќе видиме дали е власт или може би станува збор за злосторничко здружување. Во однос на прашањето, Анастасија, ви благодарам за трпението за овој мој вовед. Тоа што се случи на Илинден е уште едно во низата прописна брука на владата на ДУИ и помалиот партнер СДС, кога станува збор за прославата на сите светли празници на македонскиот народ и на македонската држава. Беше прескокната формулацијата македонско восстание. И при тоа беше прескокнато и моментот за Илинден како еден светол датум за македонската борба за еднаквост и слобода, еднаквост со сите европски народи, со своја вековна идентитетска посебност, која што ќе биде признаена во тоа европско семејство. Напротив, наместо тоа, беше злоупотребена манифестацијата, односно манифестациите во однос на прославата на најсветлиот датум на македонската борба, Илинден, 2 август, за испраќање пораки од дневно-политички карактер, она што нив ги боли, а тоа е убедување, само не знам кого го убедуваат и кого ќе успеат да го убедат, за потребата од уставни измени. Зошто велам кого ќе го убедат? А тоа е затоа што едноставно на тие прослави, на тие церемонии покрај телевизискиот пренос каде што беа нели представници од власта и говорници представници од власта, недостасуваше народот. Кому беа упатени тие пораки? Кон кого беа упатени тие пораки? И од тука можам да доведам до еден заклучок дека тие пораки беа упатени само до Софија. Од тука изостана и реакции кон официјална Софија, за пораките пак од таа страна, оние што ги наведовте, да речеме Николај Денков, како што рековте, премиер на Бугарија, говори за бугарскиот карактер на Илинденското
Востание говори дека бугарите биле движечката сила и говори дека тоа водело кон целосна автономија на Македонија до идно обединување со Бугарија. Па вели, и ова е порака која што ја пренесува и македонските медиуми, а остана без реакција од владата, ние, вели Денков, сме повикани да ги браниме овие идеали, сметајќи на ова што тие го велат како идеал, дека било за време на Илинденското востание, не само да ги бранат, туку и да ги пренесат тие вредности на идните генерации. Ова е јасна порака од Софија за тоа што следува како нејзин став кон Македонија. Истите вакви пораки не потекнуваат само од Денков. Тие имаат во оваа поблиска историја на Бугарија еден подолг период со вакви официјални ставови изразени од политичари, од премиер, од председател, се менуваа премиери, се менуваа влади, да, се менуваа многу често се менуваат и парламентарните состави и се погласни се овие вакви риторики и ставови, што значи дека таму има еден континуитет на односот на Софија, официјална Софија, не на поединци како дали бил Николај Денков или Радев или било кој претходно, можем и Прванов да го споменам како еден од оние кои што гласно говореа дека мора да биде сузбиен, да не речам убиен, македонизмот во Македонија за да може да се продолжи со, како они сметаат, добрососедството со Бугарија. Од тука можам да нагласам дека јасни се очекувањата и стравувањата на јавноста во Македонија, на експертската јавност во Македонија, на народот во Македонија, на оние над 80% измерени според анкетите кои што се против уставните измени, дека сите овие наративи кои што ги слушнавме се фактички патоказ на она што ќе се случува во Македонија како барање од страна на Софија и дека тоа сето ќе биде преместено на масата на онаа комисија за историски прашања, што историска комисија да, но не, тоа е комисија за историски прашања, и дека сето тоа ќе се најде на маса и утре ќе биде употребено како кочница за македонските интеграции при оние преговори доколку се почне со преговори за Европската Унија. Тоа ќе биде барано да биде и дел од учебниците, како што веќе се бара и има барање и се менуваат учебниците во Македонија, наспроти сите оние зборови од власта дека фактички се менувале и учебниците во Бугарија, што ќе се менуваат, дека не е Илинденско, туку Илинденско преображенство, па тоа го имаат веќе таму. Убивањето на македонизмот е акција која што не згаснува со промена на власта во Бугарија, туку трае и е една државна политика на Бугарија и за тоа простете, но јас не гледам вина кај нив, јас гледам вина во попустливоста на власта која што дозволи, отвори едно такво поле и сега молчи за било што кога станува збор за добрососедството или за европските интеграции или кога станува збор за уставните измени. Но добро, еве на почеток. Така, се задржиме ке малку подоле и за уставните измени, сите оние предлози кои што се на маса за понозноставните измени. Јас би сакала само уште кратко да останеме на оваа тема. Би сакала да го цитирам премиерот Димитар Ковачевски, една изјава која што ја кажа, односно еден сегмент од говорот кој што го даде за 2 август. Вели, Илинден јасно ги одликува одлучност, а не откажување, затоа што само откажувањето е пораз. Ако тоа е така, тогаш колку порази имавме ние, имајќи предвид сето она што го оставивме зад нас и оние порази кои што ако можеме некако да ги предвидеме, а ги предвидуваат и новинарите и политичарите кои што може да се... Ако сакате да толкуваме за еден психолошки момент околу тоа кој збори за откажување и што е откажување и што е промена... Бидејќи се повикува Илинден на Асном, на илинденците, на асномците, поднос на откажувањето. Видете, пред малку реков, воопшто ни во фокусот не им беше ниту
илинденците, ниту илинденското востание, ниту македонскиот карактер на илинденското востание, ниту македонското востание. Нив им беше во преден план истакнување на она што е актуелно во моментов, а тоа е да упатат пораки до Софија, дека се подготвени да одат до крај во насока на уставните и да се откажуваме. Измени. Апсолутно, тоа е една од пораките која што беше испратена од таму, дека тие не се откажуваат од своите намери. Имајќи го сето ова што го кажавме пред малку и што го објаснивте вие, наместо она што значи дипломатска офанзива, билатерални односи, можеби подобри контакти со странските дипломати за да притеснат можеби бугарската страна за да се некако разрешувањето понатамошно да биде во наша корист, ние имаме битка дома кај нас при различни обвинувања кои се проевропски, кои не се проевропски. И при тоа, кога станува збор за уставните измени, сега имаме неколку работи кои што се на маса, ако може така да се каже. Министрите на ДУИ си понесоа оставки, кои што не стапија нели веднаш на сила, не се запазе она законската процедура кога некој ќе поднесе оставка. Туку условени. Истите, да, условени. Така наречени условени. Истите би биле ефективни во оној момент кога и доколку пратениците на ВМРО ДПМН гласаат за уставните измени. Тоа е една работа. Друга работа е што рекоа првиот вице-премиер Артан Груби рече дека би се откажале од идејата за премиер Албанец во техничка влада само за добро и за еднината нели на државата. Што може да гледаме според вас во периодот кој што следи? Какви се понуди очекувате? Тоа е само уште еден маркетиншки трик, добро разигран во ДУИ. Овие оставки дојдоа не во моментот кога можеби за тоа се разговараше пред повеќе од 2 месеци. Оставките на ДУИ дојдоа во моментот кога над ДУИ падна оној мрачниот облак на јавно објавување на криминалиите и криминогените состојби кои што можеби треба да ги истражи јавното обвинителство. Дали сега некој збори за предприемачкиот дух на младиот од семејството на Ахмети, кој што без еден денар се стекна со огромен процент, речиси 40% од трговски центар во среде Скопје. Зборам за случајот Соравија. Зборуваме за човекот кој што го спомнавте, Артан Груби, за неговиот несразмерен имот и неговото таложење на имот и покажување на богатство за кое што сепак треба да покаже од кај е потеклото на тие пари, затоа што претходно има поврзаности со други случаи и други афери кои што ги објавуваме секојдневно. И сега никој не збори за младиот Ахмети, никој не збори за локалот на Артан Груби, никој не збори за хотелот на Шапка, никој не збори за соседот на Артан Груби кој што е поврзан со хотелот на Шапка, а кој што понатаму му дал автомобил така, на позајмица на Артан Груби, кој што чини повеќе него што е платено за хотелот. Никој не збори за тие состојби, сега ајде ќе зборуваме за оставките условени, не познавам таква терминологија, условени оставки од министрите од Артан Груби. И во меѓувреме продолжува да тече криминалот и корупцијата во Македонија, каде што изворот е токму владата на ДУИ и, ајде слободно ќе кажем, измеќарите од СДС, вклучително и Димитар Ковачевски. Значи, тие слугуваат на интересите на ДУИ. Никој не збори повеќе за Иловица, за еден од најголемите симпатизери и, би рекол, и спонзори на ДУИ. Никој за тоа не збори. Ке зборуваме за условените оставки на министрите од ДУИ, од нигде никаде. Јасна е работата. ВМРО ДПМН останува на ставот, кој што е многу јасен, кажан пред повеќе од една година. Уставни измени под бугарски диктат нема да има. Нема да има. Затоа и ова одлагање, затоа се и овие игри, затоа се и овие прескокнувања на процедури, виткања на процедурите, па сега ќе отвориме седницата, па можеби ќе одложиме за понатаму, нели, кога ќе се создадат услови. Услови нема. ДУИ сега се обидува да купи ден повеќе за својот можен криминал и корупција
истото во тој исти пакет да ги спаси и СДС. Поразот им е пред врата, избори мора да има, што поскоро, за доброто на Македонија, доколку и малку име за Македонија, и Македонија конечно да тргне во една нормална патека, првенствено со справување на криминалот и корупцијата. Очекувате ли до тогаш да има други вакви некои чекори слични на ова, некои други предлози? Па ете го предлогот, Джафери, како вели, сега ќе ја отвориме, дека... па ќе видиме, па ќе да, играме, да па ќе видиме кога ќе се избори, пролонгира и како ќе зошто да се пролонгира. Зошто да се пролонгира? Еве прашувам, зошто беше отворена комисијата за создавање на текстот на амандманите за уставни измени? Зошто беше повеќе од еден месец лажено дека таа комисија брзо ќе заврши со амандманите и дека ќе бидат објавени и дека значи се е тоа непотребно купување време. И јасна е поентата со ова купување на време, веќе е кажана, но ќе ја повторам за гледачите, со секој купен ден дуи и измеќарите од СДС се обидуваат да го поминат, да го премостат периодот до 6 месеци пред одржување на изборите до година, за да биде безпредметно одржување на предвремени парламентарни избори. Тоа е единствениот момент. Но во меѓувреме доаѓа есен, доаѓа и зима, доаѓаат скапи енергенси, подготовка за образовниот процес нели во септември, доаѓаат зимниците, доаѓаат поскапите и струја, и грејење, и дрва, и пелети. Не верувам дека добри се пишува на Македонија, доколку се одложи сиот овој момент со предвремените избори. Очекувате ли да се влоши секојдневието, бидејќи обичниот граѓанин го не може да појде во продавница да ја наполни кошничката за домашни да си купи. Размислува дали ќе може огрев да обезбеди за зима, оно што вие го кажавте. Мислите дека ќе се влошуваат? Работите се влошени и не застанува тој тренд на влошување. Работите се дојдени до степен на огромна недоверба на граѓаните дека би било што подобро. Оваа недоверба кон власта не е само заради уставните измени и онаа подршка да не се смени уставот од над 80%. Минимален е процентот на оние што веруваат дека оваа власт може да направи нешто. Гледајте го само дека станува збор за еден конгломерат на луѓе кои што се креатори на криминални афери и криминални случаеви и тајни случаеви за кои што ниту обвинителството, ниту судството реагира и довербата кон оние што треба да го решаваат, нели, дали било судот, дали јавното обвинителство или пак Државната комисија за спречување на корупцијата имаат доверба од 1 до 2%. Дека зборуваме за сите. Невозможно е во една таква ситуација да има било каков подобар исчекор или нема перформанси во власта за да се направи било каков подобар исчекор. Објавивте низа на скандали, како што ги нарекувате, со обвинување за можни криминални действија на двете најголеми политички партии во власта, СДСМ и ДУИ. Што според вас е најголемиот криминал? Најголемиот криминал во Македонија е дека владата на ДУИ и измеќарите од СДС се носители на криминални скандали, афери, нарушување на што значи буџетска стабилност, односно празниот буџет, направење на договори и правење на зафати кои што понатаму носат штета на буџетот, што јас би ги нарекол едно злосторничко здружување кое што во континуитет предизвикува афери и скандали, кои што повеќе јавноста и не може да ги восприми. Тоа е една линија, ние не можеме да одвоиме една работа. Еве, беше хотелот на Шапка. Дојдовме до моментот горење на автомобил во Чаир, кој што го користи Артан Груби, па еве, повторно се враќаме на хотелот на Шапка. Тоа е еден континуитет на делување кој што оваа власт единствено е посветена. Тука немаме посветеност за нешто конкретно и здраво. Зборам за јавност. Ќе ги отвараме неколку од оние поскорешни... Зборувавме за уставните измени и за добрососедството од страна на Бугарија. Токму во оваа насока на тоа што презема власта за добробит на граѓаните. Ајде да зборуваме за добрососедството.
да речеме докаде поврзувањето, транспортниот дел на овој дел што вели добро соседство, бидејќи уставните измени и внесувањето во уставот на бугарите се само еден сегмент од оној цел договор. Докаде е, да речеме, поврзувањето авионско? Нели се отвори авиолинија? Беше затворена. Единствена авиолинија е кога Бугарија ќе најде некој случај кој што најчесто е поврзан со пресметка на подземјето, за да го однесе во Бугарија и таму направи случај за антибугарска политика или атмосфера во Македонија. Докаде е изградбата на пругата помеѓу Македонија и Бугарија? Кај е тој коридор? Дали за тој коридор некој зборува последниве година дена? Го имаме ли тој коридор? Се гради ли тој коридор? Го нема. Докаде е прашањето за реемитување на македонска телевизиска програма во Бугарија, за зближување нели на нациите, на двете нации, различни нации? Докаде е тоа? Што пречи таму? Дали главната пречка во неемитување на македонската каналот на македонската телевизија во Бугарија е тоа што се нарекува македонска телевизија? Ова го поврзувам со именувањето од страна на власта на македонската телевизија со национална телевизија. Они секаде пишуваат дека нели ќе гостува во НТВ, како да е норвешка телевизија, да речеме. Што е проблемот? Дали некој тоа го поттикнува тоа прашање? Ние како новинари сме го искажувале многу пати, меѓутоа не можеме понекогаш и да постигнеме искрена, да бидам, за сите овие работи кои што ги отвараме како проблеми и индициите кои што предмалку ги зборуваме. Апсолутно. Сите овие прашања, тие ги молчат. И единствено што ставаат на маса, за да ги заскријат и криминалот, и корупцијата, и прашања од страна на медиумите поставени за криминалот, корупцијата, случаи поврзани со нефункционирање на јавното обвинителство, кавгата помеѓу јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупцијата, недоставување на целосни документи до Државната комисија за спречување на корупцијата, да речеме договорот за Бехтел и ЕНК. Воопшто сиот тој опсек во папката скандал со криминал и корупција се премолчува и единствениот дискурс кој што го пуштаат владата се уставните измени. Друга точка немаат. И затоа бегаат од вакви дебатни емисии, затоа бегаат од брзо ставање на уставните измени во собранието, затоа што по падот на уставните измени нема политика, нема било каков зафат, било каква програма, проект кој што ќе може да се потпре и да речете еве тоа го направивме од било кој аспект на општественото живење во Македонија. Еден од последните прашања кои ги отворивте е прашањето за тоа каде се 4 милиони долари од поделбата на имотот на поранешната Југославија што и припаднале на Македонија. Може ли гледачите кои што не гледаат во моментов да им објасниме за што станува збор, кои се тие, од каде се тие 4 милиони? Станува збор за нели Македонија се уште има дел е од онаа поделба на имотот од поранешна Југославија и се работи за продажба, за поделба на парите од продажба на објект кој што се наоѓа во Соединетите Американски држави, објект на поранешната југословенска држава, на Федерацијата. И сега тие, кога се продава, се има проценти кои кому како му припаѓаат тие пари. Делот кој што го добива Македонија е 4 милиони долари американски. Кога е направено? И сега, тоа е уште од лани. И што се случува? Префрлени се веќе од продажбата, некаде околу 3 милиони и 400 на сметка на македонската мисија во Обединетите нации, каде што е предводена сега во моментов од амбасадорот Љубомир Д. Фрчковски. При тоа, според нашите сознанија, и во декември, и во јуни, Министерството за надворешни работи и од владата е побарано тие пари од сметката на мисијата предводена од Фрчковски да бидат префрлени во државниот буџет на Македонија, да раководим државата тука, владата да раководи со тие пари. И сега тука се поставува прашањето, дали тие пари се префрлени? Ако се префрлени, не би имало потреба од
втор пат да му бидат дадени инструкции да ги префрла тие пари. Зошто Љубомир Фрчковски не ги префрла тие пари, бидејќи тоа се работи со негов подпис, да ги префрли 3 милиони и 400 илјади долари од сметката на мисијата на државниот буџет. Тоа не го направил во декември, не го направил ниту во јуни. Зашто се планирани тие пари? Зошто нема санкции за амбасадорот Љубомир Фрчковски? Едноставно човекот не послушува инструкции од владата, од министерството. Дали за тоа постојат санкции? Кои се тие санкции? И на крајот на криштата, зашто ќе се потрошат тие пари од буџетот? Дали можеби има некаков таен договор да тие пари останат на сметката, па се набави некој нов имот и од тоа се извади можеби да произлезе некој нов скандал што не би ме изненадило во насока на делувањето на Фрчковски од позиција на функционер државен, како што тоа го правеше во 90-тите години. Се сеќаваме на транзицијата и на сите зафати кои што беа правени кога министеруваше Љубомир Фрчковски. Дали било набавка на коњи скапи, дали било на Ray-Ban очила, тоа повозрастните гледачи веројатно ќе се сетат. Дали некоја матна сделка лежи тука, но што е причината и кои се санкциите за тоа што Љубомир Данилов Фрчковски, како амбасадор на македонската мисија во Обединетите нации, на сметка чува 3 милиона и 400 американски долари и по две инструкции во рок од половина години Кога според вашите сознанија се случени инструкциите? Инструкциите се испратени во декември и во јуни. Декември лани и сега во јуни. И оттаму немаше никаков одговор на овие прашања. Но уште еднаш ќе посочам какво е тоа однесување на министер кој што не слуша инструкции, па треба после половина година да му се повторат. Еве, нека ме демантираат. Ке направиме тука, почитувани, кратка пауза за реклами. За кратко се враќаме назад и продолжуваме да ги објаснуваме оние индиции кои што вие ги отварате, сомнежи за наводни криминали на власта. За кратко се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, почитувани гледачи. Вие гледате За или против. Вечерашен гостин е Наум Стилковски, портпарол на ВМРО ДПМН. Продолжуваме оном каде што застанавме. Како што веќе споменав, одговорницата на ВМРО ДПМН пативте низа сомнежи за одредени криминални дејања на власта. Едно од оние кои што ги адресиравте е поврзано со изградбата на коридорите 8 и 10. Започна изградбата, помпезно се најави со свечености, ја поставија таблата. Оние кои што се движат по таа делница, ќе се сведоци дека ја има само таблати, дека тоа е единствен сведок дека тука нешто се планира да се направи. Оно што е најново е дека Уставниот суд оформил предмет за Законот за работни односи, кој што беше така срочен во насока, нели, да може да се овозможи работниците кои што би работеле. Согласно она што беше барано во договорот со Бехтеленка, договорот кој што нели остана така како мистично, нешто што сите треба да претпоставиме, односно не знаеме точно што и како има. Сега, дали тоа е најпроблематичниот дел од договорот според она што вие го имате како информации? Ке посочам и во овој момент дека многу ми е жал што наспроти мене не седи, да речеме, Дарко Каевски како пратеник кој што може би го видел договорот за Бехтел и Енка и да зборуваме врз база на факти, а не само врз база на она што ние го имаме од свиркачи. Јас се докажува досега дека се нели точно. Жално е тоа што напоменавте за таблата, се направи огромна прослава на два моменти, на две точки и кај Тетово на кај гостива автопатот, нели, каде што ќе треба да се гради и во Битолско. Но освен поставување на табла се уште нема ништо. Ке подсетам, договорот за изградба на коридорите 8 и 10Д беа подпишани на 8 март. Еве, во пресред сме на 8 август,
точно 6 месеци, траншите месечно се исплаќаат, пеналите месечно се исплаќаат, а се уште освен таблата ништо нема на терен. Да подсетам, кога е поставувал на свечена табла кај Битола за патот помеѓу Прилеп и Битола, имаше багери кои што веднаш после прославата ги снема. Тоа е еден од најтажните моменти. Но што е тука поважно во однос на поднесената пријава од Хелсиншкиот комитет до Уставниот суд во насока на измените на Законот за работни односи, со кој што се брише горната граница за работни часови во Македонија, а што оди во насока на она што е барано, односно договорено од државата предводена од ДУИ со Бехтел и Енка за изградба на автопатите, а тоа е да има над 60 часа работни часа неделно за еден работник да може да работи. А тоа е да дојдеме во коренот. Како државата, како владата, како ДУИ, како Артан Груби прифатиле договор и подпишале договор врз основа на непостоечки закони во Македонија, бидејќи тоа не е единствениот спорен закон кој што го опфаќа договорот со Бехтел и Енка. Да се подсетиме, тука беше и археолошкото односот кон археолошките наоѓалишта. Како владата која што има цело едно министерство за труд и социјална политика прифатила договор и подпиша договор во кој што е наведено работа над 60 часа неделно, што е спротивно на позитивните законски норми во Македонија. Невозможно е да се направи еден таков договор од страна на држава, без при тоа да се помисли дека станува збор за кршење на закони, лажење на инвеститорот, односно на оној со кој што правиш договор. Се знае дека има пенали за сето тоа. И на крајот на краиштата, сето тоа води до она што го кажав на почеток, дека станува збор за можност злосторничко здружување, за намерно оштетување на буџетот на Република Македонија сега и во иднина, бидејќи не знаеме како сето тоа ќе заврши. Станува збор за договор во кој што без носење на таков закон беа исплатени, ако се сеќавате, 53 милиони одеднаш, па беа исплатени дополнителните 1 милион и 200-300. Да, милиарда. И уште една ставка имаше таму 900.000 секој месец до носење на законот или како беше, дали таа сега ќе се враќа или не, не знам. За сето тоа, тука на ваше место, вие би требало да бидете тука како модератор меѓу нас, би требало да седи дали Дарко Каевски, дали Богданка Кузевска, дали Артан Груби, дали портпаролот на владата, дали некој министер, дали било кој што го знае договорот. Финансиските импликации допрва ќе ги видиме. Со самото тоа што беше прифатен договор врз основа на непостоечки закони во Македонија, со самото тоа и време траењето за изградба, крајниот рок за изградба на автопатите е пролонгиран. Таму стои најмалку за 6 месеци до година дена, мислам, чинам така беше според она што го добивме од свиркачи. За сето тоа некој мора да одговара и сето целиот тој пакет мора да биде истражен, но тоа кога ќе биде ослободено правосудството и правосудниот систем, а не да ги гледаме оние фотографии каде што си седат на глава еден со друг. Ке стигнеме и до судството и до проблемите кои што се случуваат таму. Да. Ајде да се навратиме на оно што вие го споменавте, некаде Иловица, рудниците во Иловица. При тоа би сакала, имаше протести, новинарите истражуваа, пишуваа, имаше и кај нас во нашата телевизија гостување од активистите кои што се обидаа убаво да го објаснат што се случува и како се случува. Би сакала да поставам две прашања по однос на проблемот со Иловица. Дали е можно министрите во власта да не знаеле зашто гласаат? И второ, ако веќе гласале
за, како е можно сега да тврдат дека се против против концесиите, спојувањето на концесиите? Да ме прашате дали е можно министрите да не знаеле зашто гласаат, а да гласаат за, е исто како да ги прашате пратениците, затоа велам, многу ми е жал што пратеникот и портпарол на СДС Дарко Каевски не е тука. Бидејќи неколку пати споменавте, јас би сакала еве и на гледачите да послушам дека емисијата За или против е секогаш отворена за гостување. За жал не успеваме да ги добиеме. Верувајте дека не сте само вие, кога станува збор за Дарко Каевски, секогаш кога ќе се спомене моето име, тој бега од средба, јавна средба, овака да ги соочиме. Но кога нека биде веќе отворена и јавна покана. Да, кога сака и каде сака може да седнеме и да ги соочиме. Навистина би фактите. Да го прашате Дарко Каевски зашто гласал кога гласаше за Бехтел и Јенка. Дали тој го видел договорот? Дали тој има сертификат за да го види договорот кој што нели бил таен и не смее јавноста да го види. Зашто гласале? Истата работа се случува и во владата, особено што таму не владее СДС, не владее Димитар Ковачевски, таму владее Артан Груби, таму владее Дуи. Ова е влада на Дуи и на Артан Груби, на никого повеќе. Овие другиве се измеќари кои што само гласаат тоа што ќе им го дадат. Оно што вие го кажувате во моментов е дека се гласа без да се знае зашто се гласа. Или знаат зашто гласаат, а потоа велат дека не знаат кога ќе има некој притисок од јавноста? Видете вака, да речеме, само да речеме за пример, министер за култура кој што упатува порака до уметниците дека треба да прават шоу програм наместо да се занимаваат со сериозна ангажирана уметност која што ќе биде рефлексија на актуелните состојби, не можам да очекувам дека ќе има сериозност со која што ќе седне и ќе разгледува документ за Иловица и загрнувањето. Но она што е многу важно е кога влегува Иловица во фокусот повторно на оваа власт на Дуи и измеќарите од СДС. Станува збор дури откако познатиот бизнисмен Дестани, еден од мецените на Демократската унија за интеграција и Артан Груби, влегува во играта за концесии за рудникот Иловица. За подсетување кој е Дестани. Дестани е еден од оние нормално финансиери на Дуи. Има право човекот да поддржува финансиски определена политичка опција, но и е човекот за кого исто така имаше една свеченост во близина на Тетово, каде што требаше досега веќе и да возиме, да извезуваме електрични автомобили. Токму истиот Дестани, кој што од онаа свеченост за отварање, скапа свеченост за отварање на фабрика за електрични автомобили се уште има Росна Ливада, сега одеднаш ќе се занимава и ќе употребува современи технологии и ноу-хау за рудник, каде што ќе се користат во прочистувањето на злато и рудата таму, ќе се користат многу опасни хемикалии. И тука е главниот момент со уште еден многу поважен, а тоа е предизвикот пуштен пред 10 дена, би рекол, околу 10 дена, односно мојата ценета колешка Марија Митева на едно јавно излагање праша дали Дестани, за да добие концесија, има поднесено студија за влијанието врз животната средина до соодветното министерство. 10 дена министерката, која што тврдеше дека е излажана, министерката која што се обиде да го искомпромитира оној собир во Струмица, министерката што беше исвиркана во Струмица, кога си заминал од таму со наведната глава, затоа што гласала за спојување на концесиите, се уште нема одговор за ова. Дали Дестани, односно компанијата од Дестани, која што влегува во игра за Иловица, има поднесено студија за заштита на животната
средина. При тоа мора да Според поменеме дека тоа е нашите информации нема. А тоа е тоа задолжително. Задолжително, Да, еден од основните документи. Да бидеме на чисто. Македонија мора да се развива. Јас не познавам држава која што, бегајки од опасностите, е вратена во најбазично рурално земјоделство со дрвен плуг и со домашни животни. Не познавам држава која што нема рудници. Но прашањето е, кој ќе управува и кој е тој што ќе ги гарантира современите еколошки технологии за заштита на животната средина. Зборам не само за иловица, зборам воопшто за севкупната атмосфера во Македонија, затоа што се крева ваквите зафати креваат една перцепција дека секој рудник, секој нов погон отворен, секоја фабрика, тешка металургија може да биде штетна. При тоа да се напомне дека има начини како да се обработи, да се извади без разлика дали е руда, дали е злато, што и да е, има начини како тоа да се направи. И во Норвешка, и во Шведска, и во Финска има. Сега, прашањето е начинот на кој што доаѓа до спојување на концесиите. Изјавите од министри дека биле излажани. Покривањето со пердуви од лаги за тоа кој е виновен по самото гласање во владата. И на крај, прашањето за пенали по раскинување на концесиите. Дали тоа не води до уште една, значи тие пенали може да бидат многу скапи пенали. И уште еднаш државата да исплаќа пенали на фирмата, каде што е повторно да стани, да добива пари од државата како оштета за раскинати концесии и повторно тие пари мецената да ги додели на политичката опција. Дали повторно можеби не станува збор за злосторничко здружување? Имаме многу прашања кои што можеме да разговараме, но господата од СДС не доаѓаат на дебати. Не доаѓаат да се соочат со фактите и тоа дополнително го крева алармот и стравувањето кај граѓаните за било што понатаму. Уште едно прашање кое што и сомнеш кој што го отвори ВМРО ДПМН, ете првим да се навратиме како ова политичка гарнитура, можеби не ова конкретно, меѓутоа во изменет состав, како се смени претходната власт која што беше предводена од ВМРО ДПМН. Ги слушавме бомбите на Заев, обвинувањата шарена револуција и ред други работи. Она што го отворивте вие како прашање дека сомнежот за прислушување. Дали во моментов се прислушува? Јас да ви кажам, со подолго време со страв користам телефон. Дори и апликациите кои што се телефонски, не верувам во безбедни телефонски интернет комуникации, безбедни. Верувам повеќе, ајде да го кажам тоа на еден убав начин, кога ќе се погледнеме очи во очи и кога ќе разговараме. Ме прашувате за прислушувањето? Да. Во Македонија дали е запрено или дали се прислушува сега? Да. Имајќи ги предвидете двете афери кои што произлегува во јавноста, едната од меѓународната, една од домашната и на која што поставивме отворени прашања до премиерот Ковачевски преку пратеничката група да, и за тоа пратеникот Ковачки до Ковачевски. Јас верувам дека апсолутно и се прислушува и физички се следат лица. Тоа го зборат дел од раководството кои што јавно го имаат соопштено, така што се повикувам и на нивните изјави, не би влегувал подлабоко околу физичкото следење. Во случајот со прислушувањето, веројатно се повикувате и најпознато е она со предатор, така наречен, случајот предатор, кој што одекна во јавноста и заради која фирмата што го направила софтверот предатор е на црната листа на Соединетите Американски држави, но тука имаме 3 до 4 аспекти за прислушувањето во Македонија, зборам за во моментов. Првиот е предатор. Вториот е набавка на опрема за севкупно следење. Предатор, за оние што не знаат или не се упатени,
малку подлабоко влегов во приказната, Предатор станува збор за апликација, односно еден опасен софтвер што влегува и ги следи комуникациите на мобилните телефони. Вториот случај е набавка на опрема за севкупно следење на комуникациите во Македонија. И третиот многу важен аспект е сертификатите кои што не им се издаваат на членови на Собраниската комисија за надзор на телата кои што контрола на работата на оние што можат да спроведуваат прислушувања и следење како ОТА, нели? Сега. Македонија во Предатор, ајде да почнеме од почеток. Македонија за Предатор е црната точка бидејќи е изворот на скандалот Предатор. И тука можам да го поставам јавно прашањето како е можно во Македонија се произведува таков софтвер, а властите да не знаат. Кога нешто произведуваш, треба да добиеш нели лиценца или било каков документ, што правиш. Да се запазат оние процедурите, особено кога станува збор за еден софтвер кој што е нели поопасен за и на крај не доведе до тоа да нели бидеме дел од таа приказна. Како е возможно да дознаеме и се уште власта да молчи од грчки и медиуми, меѓународни институции, медиумски куќи да ја уваат и за информации од Грција и за представници во Грција официјални да велат дека Македонија го има и го користи тој систем Предатор, а од тука добиваме само негација и треба да веруваме на збор на Димитар Ковачевски, сега го видов зад вас, и како вели јавното обвинителство ќе отворило истрага, колку што отворија истрага за било што во Македонија. Дали се злоупотребува цврст демант подкрепен со докази од власта, за сега нема. За сега нема. Ако тоа се случува Вториот случај, Анастасија, извини. Како партија посочивме и поставивме прашања, преку пратеничко прашање до Ковачевски, дали владата набавила, тоа, односно дали и подпишала пари од буџетот, одвоила за набавка на опрема за севкупно следење на комуникациите. На поставеното прашање, кое што можеби има и определени документи врз кои што се темели ова прашање, на поставеното пратеничко прашање, слушнете го одговорот од Ковачевски, вели, такво нешто не се користи. Не дали е набавено, не зашто е набавено, не се користи. Значи, нема повторно демант дали е набавено и ако е набавено, зашто било набавено. И уште еднаш, сето ова го поврзувам со проблематизирањето на сертификатите за доверливост на членови на Комисијата за надзор, на телото за надзор на тие органи. Да речеме, пратеникот Пренџов долго време не му беше издаван сертификат. Повеќе од една година, Драган Ковачки, кој што исто е член на таа комисија, нема сертификат се уште. И не се само тие двајца, има и други кои што немаат сертификати за доверливост. Па како тие да вршат надзор кога не добиваат сертификат? Од друга страна, државата издаде документи на Онишченко, издаде еден куп пасоши за белосветски мафијаши и тука тие документи многу побрзо се издаваат, отколку кога станува збор за ова. И од тука, јас не очекувам дека Абази како јавен обвинител би покренал било каква истрага. Да, тоа ќе беше следното прашање. Па може само да ја прекине комуникацијата која што ја нема воопшто, некој му слушнал ли глас на Абази, како што ја прекина со Државната комисија за спречување на корупцијата, кога посочи, мислам дека за Артан Груби беше случајот. Апсолутно станува збор за една институција која што е во моментов само знаете како, злоупотреба на службена положба и овластување не се прави само со акт со чинење, туку и со нечинење, со неработа, со неотварање на предмет. Така што сметам дека за сите овие прашања одговор ќе дојде по изборите, за да може воопшто да тргне и политички, и економски, и образовно, да се застане на нозе и да се
тргне по вистинската насога согласно европските вредности. Кога станува збор за изборите, предвремени или редовни избори, што очекувате дека ќе биде пореална опција? Еве, мислам дека низ целиот разговор неколку пати ги нафрлив тезите кои што би биле во како заклучок на овој разговор, за жал не е дебата со власта. Тоа е дека Македонија е во изборен период. Не според датуми, не според она што се случува во парламентот, гледајќи ги сите оние активности на владеачката ДУИ и она што се овие измеќарите од СДС. Па ви се молам покрај сите оние следења на како ВМРО ќе преземе акција на терен, така следуваше и некаков обид за копирање реакција од страна на СДС, да на крај се доведат и до степен на, малку ми е и незгодно да го кажам, до контракоњица водена од генералниот секретар Миле Зечевич на Крушево. Мислам, сето тоа се прави пиар, кој што мора да служи за нешто. Крајот, односно, крајот на амплитудата мора да биде избори. Така што, од политички аспект, не постои ни една друга тема која што е наметнува власта, а тоа се уставните измени, кои што нема да поминат во парламентот, имајќи ги пратениците на ВМРО ДПМН како и коалицијата, како браник на македонските интереси, така што власта нема за што да се фати, единствено што се обидува е да го продолжи рокот на криминалното владење за уште некој ден, доколку успее во тоа, веројатно ќе оди на нивна штета, но и на штета на државата, бидејќи нема да име направат никаков исчекор за Македонија, нема да се случи ништо добро за Македонија, напротив, само ќе се пропуштат некои рокови што не зависат само од Македонија, еве знаеме дека и во Европа следат избори. И уште едно прашање за да заокружиме. Животот на граѓаните, споменавме скандали, споменавме многу работи кои што се случуваат и во судството. Еве го споменавте како оди состојбата во законодавниот дом, каде што треба пратениците да ги имаат ингеренциите за што и се гласани од граѓаните. Би сакала да се навратам на граѓаните кои што не гледаат. Нивниот живот е со предизвици. Нема лекарства, се предизвик е одење во продавница, предизвик се многу работи. И на тоа може да се каже, не начин се покажува незадоволството. Што зборат вашите средби со граѓаните? ВМРО ДПМН е постојано е на терен. Зашто највеќе се им е најголемиот проблем кој што ви го пренесуваат? Најголемиот проблем, знаете ли кој е? Ајде сменете ги овие. Сменете ги, ја уништија државата. Најискрено го кажувам ова, не е политичка флоскула. Најискрено го кажувам ова. И тоа од луѓе кои што воопшто дури и немаат никои политички бекграунд, афинитети, едноставно лошо живеат, го чувствуваат тоа, сваќаат дека нема понатаму. Како да ви кажам, јасно име на сите и без оглед на верска или етничка позадина. Па ви се молам, на сите име е јасно дека предприемачки дух не може да има внукот на Али Ахмети, а оние стотици млади луѓе од тето што си селуваат секојдневно да немаат предприемачки дух, па да заработат во еден момент без денар половина од Соравија во Скопје. Или да заработат колку да речеме, да најдат можност да купат локал во центарот на Скопје по неполни 700 евра за квадрат, локална улица Македонија, а квадрат станбен во центарот на Скопје е 2000 евра. Па, знаете, срамно е сето тоа. Срамно е што нема одговорност, ниту за Беса Транс. Изгореа 45 луѓе, нема одговорност за тоа. Никој не одговара за пожарот во Тојтовската болница. Жално ми е ова. Се уште течат оние лажни пердуви дека луѓето со предизвици со цистична фиброза кои што се борат за воздух. Знаете, не е тоа помагало. Лек има, се лечи болеста.
едноставно ги лажат дека ќе им дадат. Ги искористија за сликање за во предизборие и толку. Почина човекот. Беше сликан со Стево Пендаровски. За да Стево Пендаровски седне горе и одработува се што ќе му биде кажано. И Стево Пендаровски, вие ќе го слушнете во интервјуа како фрла дрва и камења по опозицијата, но никаде го нема за она што се случува во дипломатијата, никаде го нема за она што се случува за Иловица, никаде го нема за она за парите од на сметка на мисијата во Обединетите нации кај Фршковски. Никаде го нема за ништо, но затоа човекот, ако не е председател, би се иселил, нели? Тоа што граѓаните го бараат е брза промена на власт, знаат како работи ВМРО-ДПМН, ги гледаат градоначалниците како работат, јасно е дека ВМРО-ДПМН стои на она што значи национално достоинство, стои на националните позиции, стои на идеалите за борба против корупцијата и криминалот од кого и да е, и дека Македонија мора да ја сочуваме, сочувувајќи ја и днината. Ги спомнав луѓето од Тетово, но ќе ги спомнам и луѓето, да речеме, од Валандово или од било каде, кои што секојдневно, не само младите, не само поедини членови од фамилијата, цели семејства се иселуваат. Стилковски, ви благодарам за гостувањето. Анастасија, ви благодарам, извинете ако бев малку поекстензивен. Останати теми се надевам дека ќе ги дебатираме во проширен состав со гости на Еве, јас другата. уште еднаш и лично ќе упатам една порака. Го замолувам Дарко Каевски да се охрабри, да собере малку храброст и да се појави на било која телевизија, да седнеме како портпарол со портпарол, за да може да разговараме на било кои теми, дури и во предимство е оне пратеник, јас не сум. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, се надевам го задрживме вашето внимание. Ви посакувам пријатна вечер и пријатен викенд.